За прв пат од основањето на платежната агенција или на програмите во земјоделството од 2003 и 2004 година денеска предлагаме најсериозна промена на политиките во финансирање на земјоделството. Воспоставуваме нов декаплинг систем. Преминуваме од систем во кој што досега субвенциите беа целосно поврзани само со земјоделското земјиште, во систем во кој што земјоделците и производителите треба да докажат дека оствариле производство. И тоа е нормално во време особено на ваква криза и рационално и одговорно пред граѓаните чии средства преку буџетот се на располагање за овие програми. И се воведува основна субвенција за сите земјоделски култури и за сите земјоделци. Таа основна субвенција ќе биде 30% од скупната субвенција, но за прв пат ќе може да биде исплатена авансно. Значи субвенцијата ја делиме на основна, врзана со земјоделската површина и таа европска мерка и се постигнува целта да не се намалува земјоделското земјиште кое што се обработува и таа во секоја европска земја се дава за сите производители, се со цел да ги задржиме да го обработуваат самото земјиште. Тука контролата ќе биде поголема, заради тоа што сега не можеше да се врши контрола, заради тоа што субвенциите за секоја една култура беа различни. Сега за овие авансна исплата на субвенции, платежната агенција и државата нема да ја интересира каква култура садат земјоделците. И затоа со најновите сателитски снимки со кои што располага Министерството и платежната ќе се врши 100% контрола, значи не се даваат авансно средствата, туку за ова ќе има 100% поголема контрола и ако имаме земјиште кои што не се обработува, не може да се исплатат субвенциите. Значи 30% за сите земјоделски култури и за сите земјоделци, без да се крати, а дополнителни 70% од субвенциите ќе бидат врзани со самото производство, со докажување на приносот и со тоа да производството биде предадено кај регистрирани трговци, регистрирани откупувачи, регистрирани преработувачи. Со ова сите се става, сите чинители во земјоделството влегуваат во еден систем и производителите, откупувачите, трговците, преработувачите, сите мора да се регистрирани и се намалува сивата економија, значи преденесуваме преку ова да се намали сивата економија, а земјоделците може да ги добијат и целокупниот износ на субвенциите, не само ако го предадат производството во регистрираните капацитети, туку ако го користат за сопствени потреби, нема да добијат субвенции или целокупна поддршка тие што сакат лажно да пријавуваат или што не обработуваат земјоделско земјиште, тие кои што го земаат во подзакуп од некои кои што добиле државата, и до сега не беше возможно тоа да се открие, сега ги демотивираме, дури и тие закупци кои што добиваат земјиште од државата само заради субвенции, и ние за прв пат насочуваме, односно велиме на граѓаните дека ни е битно пченица, пченка, јачмен, ориз да се произведуваат и да се субвенционираат многу повеќе отколку сегашните субвенции за кикирики, за анасон, за просо или за не знам што. 85 различни култури се финансираат досега и тоа е најкрупната политика во која што велиме ова ни се 24 битни и ги насочуваме земјоделците да се фокусираат на тие култури на местото на другите. Што е битно во програмата за рурален развој? Таму е значајно што воведуваме нова мерка за вистинските земјоделци, оние кои што се регистрирани по законот и кои што единствена дејност им е земјоделството, тие ќе можат на јавен отворен повик во текот на целата година да аплицираат за 10.000 евра грант, не да чекаат во текот на годината дали ќе биде распишана одредена мерка, туку да аплицираат во секој еден момент и да добијат поддршка заради тоа што екзистираат од земјоделството. Голема промена има во новите програми, имаме нова програма за откуп на јаболката и на млечните производи, таа веќе е во тек, но и новите програми за малите производители кои што продаваат од праг, нова програма за земјоделски задруги и секако програмата ИПАР во која што сме лидери. И ова ќе биде прва година во која што комплетно ќе бидат исплатени до крајот на годината субвенциите по сите основи и следната година влегуваме растеретено со целиот буџет во реализацијата на новите програми.